Долги години живее и работи во далечната Австралија, а остави голема трага во музиката, посебно во 90-тите години. Лјупчо Поповски Попе важи за близок соработник на легендата на македонската музика Наум Петрески, со кој што гостуваше заедно во ин продукција. Лјупчо откри дека се уште твори македонска музика, иако е многу далеку од родната земја во Сиднеј. Лјупчо Поповски Попе, познато име во македонската музика, особено во подминатите години, каде се јавува како музичар, аранжер и текстописец на бројни музички пејачи. Посебно важи за близок соработник, но и пријател на фолк легендата Наум Петрески, со кој бележи настап на фестивалот Цветници во 93-та година. Ние се дружиме со Наум години и тогаш беше Наум настапуваше на Цветници со свирач у скитнику, или не знам поточно како се викаше композицијата. И јас бев со гитарата и со шеширот и со мантил таму, тој свираше у скитнику. Инаку Лјупчо, кој е по потекло од Охрид, речиси од 1993 година живее и работи во далечната Австралија, каде има и своје музичко студио во кое твори македонска музика. Со народна музика почнав многу рано. Прво забавно, па народно, знаете како тоа. Првата композиција ми беше Ноќива сум останена во Валандово, Благица Калева, крстеска тогаш. Потоа Пана Шомова ја испомени во Валандово исто. Како што спомна Наум, отвори врати Мејано Стара. Потоа Сузана Спасовска, Бокнени проштева. И да не заборавам, можда некој ќе заборавам, се извинувам за тоа. Доста композиции. Потоа отидов во Австралија, таму еден фестивал го организирав. Мајска вечер се викаше, каде што беше многу успешен, можам да кажем. За жал не можевме финансиски да го поднесеме да продолжи. Така да таму, ево ќе го спомнам нашиот Винт Панов, затоа ако не го спомнам ќе ме отепа. Да, тоа е тоа. И значи ред други пејачи таму. Вангел Стојанов кој почина исто нему многува композиција, баш така за мајката, за туѓина и така натака. И тоа е накратко. Помеѓу другото, Лјупчо и покрај тоа што живее и работи во Австралија, минатата година напиша текст за ќерката од Наум Петрески, Анастасија, со која таа настапи на фестивалот Цветници.